Почитувана колешке, тие што коленичеа пред вас, да ве молат за да останат на власт, сега неславно и непринципиелно ве откачија. Рековте во вашиот говор дека да се вратиме назад од ноември до денес. И се прашувам јас, што направивте за европската агенда? Што направивте за народот? Што помогнавте? Ништо. Знаете што помогнавте? Помогнавте за оваа корумпирана и криминална власт да остане се да владее во Република Македонија со вашата поддршка која ја дадовте тогаш во тој неславен ноември, кога состојбата беше 60-60 и му се случи она киднапирање на колегата. Да се вратиме во целост назад. Сега зборуваме за колегата, вашиот сопартиец Беким Сали. Што се случуваше во здравството? Да, во здравството термини нема за граѓаните. Во здравството плати нема за здравствените работници. И кој се е виновен? Виновна е целата влада. Но мене ми е следно прашањето. Кога толку е лошо и немало реакција, зошто бевте дел од ова злосторничко здружување, кое се уште на некаков непринципиелен и непрофесионален начин пробува да остане на власт? Зошто тогаш премолчивте? Имаме многу прашања на кои треба да одговараме. И сето ова што се случува, и оној живот кој го дадовте на оваа корумпирана власт, се претвори, знаете каде? Само живот за нив, а пекол за граѓаните во Република Македонија. Мене ми е многу жал што насмевката што ја имавте некогаш, ви ја одзема денес со непринципиелните и непрофесионални одлуки кои ги носат. Но знаете како? Одлуката помина, што ја донесовте, но последиците од вашата одлука останаа и ден денес. Мене ми е жал за се ова што се случува, бидејќи денес сме повторно сведоци на истото сценарио. Други сега даваат живот на оваа корумпирана власт, која носи само пекол за граѓаните и ништо повеќе. Ви благодарам.